Номинирана од колективот во кој работи за нејзината целосна посветеност и труд во воспитание, образование и рехабилитација на ученици со попреченост, Милица Серафимовска избрана за најдобар просветен работник, стручен соработник за оваа година. Како дефектолог работи 26 години, од кои 24 во настава и 2 како специјален едукатор. Признанието за неа дошло сосема неочекувано, но е задоволна затоа што поддршката доаѓа најпрво од колегите, а потоа трудот го вреднувал и градот Скопје. Јас не сакав сама да се номинирам за наградата, зашто сметам дека сите мои колеги кои што ја работат оваа работа имаат истата тежина на работа и сите се занимаваме со една иста тешка и благородна работа, а тоа е воспитание, образование и рехабилитација на ученици со попреченост. За мене оваа работа има, не знам, посебна драж. Значи, ова не може секој да го работи. Треба премногу да ја сакате работата и многу време да се фокусирате на истата. Кај нас долго време работиме за да се видат мали мравкињи и чекорчињи напредок и децата. Меѓутоа, баш тие мали успеси не тераат стално да продолжиме понатака и понатака. Серафимовска вели дека бројот на деца со попреченост се зголемува, но и дека ним им треба поголема грижа. Семејствата се оставени маргинализирани. Учениците добиваат добри услуги во посебните училишта, а сега поддршка добиваат и учениците инклузирани во редовниот образовен процес преку образовни асистенти, но секогаш може повеќе, потенцира Серафимовска. Работата на терен и нашата севкупна работа како специјални едукатори, како ресурсни центри и како училишта ги рушиме бариерите, ама тоа иде многу бавно, чекор по чекор, но никогаш и не се откажуваме, зашто убавината во живењето е различноста. И мислам дека на секого треба да му се даде шанса да го покаже тоа што најдобро го може, најдобро го знае и секој има право да биде вклучен во заедницата на еднаква основа со сите. Да шириме само љубов, порачува Серафимовска. Новогодишна порака, љубов, тоа е нешто што треба сите да не води во работата, во релациите, во игрите,